Сакам да го изнесам своето размислување по основ на овој предложен закон. Закон за нус производи од животинско потекло, кој што е донесен уште во 2007 година и истиот е менуван 3 пати во 2014, 15 и 16 година. Со донесувањето на овој закон во 2007 година Македонија се усогласи со европското законодавство преку транспонирање на тогашната важечка регулатива број 1774/2002 на Европскиот парламент за уредување на здравствените правила во врска со нус производите од животинско потекло кои не се наменети за исхрана на луѓе. Во 2009 година се носи нова важечка регулатива број 1069/2009 на Европскиот парламент за уредување на здравствените правила во врска со нус производите од животинско потекло кои не се наменети за исхрана на луѓе. За во 2011 година се донесе регулатива, посебна регулатива број 142/2011 за спроведување на регулативата 1069/2009. Со ова се наметнува неминуна потреба од донесување на ново законско решение, земајќи во предвид дека регулативата 1774/2002 и втората 2002 престанува да важи, а токму на неја се темели постоечкото законско решение во Македонија. Значи, оправдана е потребата за донесување на ново законско решение. Но проблем се јавува во правењето разлика околу тоа што е нус производ, а што е ѓубре според регулативата, а тоа го има и во самиот предлог закон. Измет и урина од животни, освен шталско ѓубре, не се смета за нус производ. Значи, нус производ е изметот се додека е во штала. Надвор од штала не е нус производ, туку ѓубре и треба да се третира според законот за ѓубрива. Нешто што е во надлежност на фитосанитарната управа. Сега овој закон сега ги третира и органските ѓубрива, кога можат да се стават во промет, од која категорија на нус производ можат да се добијат и слично. Значи, двата закони ги мешаат ингеренциите, што ќе доведе до огромни последици од аспект на двојна надлежност околу давањето на дозволи за промет, складирање, транспорт, употреба и слично на органското ѓубре. Зборувам за законот за нус производи, предмет на денешнава расправа, и законот за ѓубрива. Во консултација со упатени лица и информации кои што ги имаме, на 17 јули 2022 година во сила стапил член 46 од регулативата 1069, со кој член мора јасно да се направи дистинкција помеѓу двата закона, односно што е нус производ, надлежност по овој закон на АХВ, а што е ѓубре, надлежност по закон за ѓубрива, фитосанитарна управа. Околу овој дел јас ги најдов на страната на Европската унија и двете регулативи. Генерално произлегува дословно нешто такво за ова што го зборувам, но мора да се земе во предвид дека имаат и многу директиви и правилници за спроведување на одредби од регулативи. Тоа е веќе комплексна материја и многу посложена од предметиот закон за кој што сега разговараме. Сепак, споредено со другите земји, се потреби и тоа да добија информација. Например, во Хрватска мора да се донесат двата закони паралелно. Добро е да се погледнат, за да не се случи да се создаде хаос во овој сектор. Закон за ѓубрива е во процедура на изработка, колку што ми е мене познато, а тоа е навистина и квалитетна информација што имам, и тоа е добро да се подготвува таков закон, така да е многу добро и пожелно овој закон да се повлече, за да се донесе заедно, усогласено со законот за ѓубрива. Во спротивно, кога ќе се транспонираат одредбите од другите важечки регулативи околу ѓубривата
и биостимулансите во новиот закон за ѓубрива, тогаш ќе треба да се укинат одредбите од законот за нус производи кој сега се предлага. Земајќи во предвид дека се работи за навистина многу членови во кои се третира ѓубрето во овој закон за нус производи, тогаш ќе излезе дека без причина и се носел. Затоа, значи, моje мислење е дека овој закон во овој момент, но да се разбереме, не го спорам воопшто, како квалитетен закон, да се повлече и по два, да се предложи усогласен заедно со законот за ѓубрива, кој што прашање на време е, дали ќе биде за месец или 2 месеци, изработен од страна на фитосанитарната управа. Според мене, мислам дека во Министерството, односно во Агенцијата, не биле баш свесни за сето ова што ќе се предизвика, или пак, ако ништо друго, се има намера да се укине фитосанитарната управа. И со тоа законот за ѓубрива навистина и ќе виси во воздух. А од друга страна, Европската унија тоа го бара. Така да во оваа ситуација не е доволно само да се даваат предлози за нова реорганизација, како што ги имаме информациите, туку е потребно да се мисли како и кои ќе ги спроведуваат тие закони. Доколку во оваа ситуација, со донесувањето на овој закон, се измешаат работите во ингеренциите и во спроведувањето на двата закони, тогаш последиците ќе бидат прво во ресорот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, второ во секторот за сточарство, трето во поклопување на ингеренциите на Агенцијата за храна и ветерина од една страна и фитосанитарната управа од друга страна. Познавајќи ги луѓето во фитосанитарната управа, јас безрезервно верувам во тоа дека тие со својата стручност, компетентност и знаење и со раководењето од страна на менеджментот се навистина во ситуација на собранието да му понудат навистина квалитетен закон кој што ќе биде апсолутно во насока на она што од страна на Европската унија и се препорачува на Република Македонија во областа која што ги третира ѓубривата. Уште еднаш да повторам, најдобронамерно предлагам законот да се повлече, да се почека да се изготви законот за ѓубрива и заедно во пакет да дојдат во собрание на разгледување и на усвојување. Благодарам. Здравко Трајанов има збор.